Ова е 11 марш кој што Хелсиншкиот комитет го организира секој ден, секоја година на 16 ноември, денот на толеранцијата. Оваа година решивме да го посветиме на образованието, односно против дискриминацијата во образованието, а за едукација на децата. Појдовме од фактот дека нашите податоци говорат дека малолетниците се најчести сторители, но и жртви на кривични дела од омраза. Тоа говори за фактот дека тие немаат доволно свест за различностите, дека немаат толеранција за оние кои што по нешто се разликуваат од нив, но во исто време заклучивме и дека образованието како такво не им го дава она што е потребно за да ги надминат тие предрасуди и стереотипи, бидејќи во самото собрание, самото образование, во содржините на учебниците од кои што учат, се уште можеме да пронајдеме стереотипи, предрасуди за различни работи, почнувајќи од половите разлики, од улогата на жената, луѓето со сексуална ориентација, етничка припадност. И покрај тоа што ние правиме напори, укажуваме дека наставните содржини треба да бидат соодветни на она што значи толеранција, односно прифаќање на сите различности, особено што Македонија е земја која што е мултинационална, мултиетничка, значи по сите основи изобилува со различности, сепак и понатаму наоѓаме на учебници во кои што се уште можете да видите како жената е представена само како домакинка, како некој кој што треба да се грижи за домот, додека мажот вообичаено ќе видите фотографијата како лежи пред телевизор и чита весник. Или навредливи зборови за одредени етнички заедници. Пред некое време излезе во медиумите еден расказ, нели, кој што се однесуваше на ромите, при тоа, нели, со тие навредливи зборови за ромите, цигани и така натаму. Да не зборувам за тоа дека години наназад се соочуваме со содржини дури во средните училишта, каде што хомосексуалноста е представена како болест, како девијација, како феномен кој што е многу опасен за општеството. Од тие причини денеска апелираме образованието да биде насочено кон тоа да ја јакне свеста на младите за различностите со кои што живеат во ова општество, бидејќи сметаме дека токму тоа може да придонесе да се намали бројот на инцидентите и делата од омраза во кои што најчесто се тие и жртви и сторители. Со цел образованието да ги оствари своите цели, истото мора да биде безбедно, односно образованието мора да се одвива во безбедни услови. Нашите училишта мора да бидат безбедни средини за сите ученици, без разлика на нивниот род, дали се девојчиња или момчиња, без разлика дали се геј, лесбијки, трансродови лица, без разлика дали се лица со попреченост или пак нели ученици од различен социоекономски статус кои што исто така се доста аболирани во училиштата. Последното истражување кое што го направи коалицијата Маргини, токму тоа ги мапира овие проблеми, односно нееднаквоста која што ја произведува нашиот образовен систем, особено нееднаквоста врз основа на род, сексуална ориентација и родов идентитет. При тоа утврдивме дека ЛГБТ момчињата се под многу повисока изложеност на здравствени ризици и насилство од ЛГБТ девојчињата, што го засилува впечатокот за доминација на традиционалната мачо култура, дури исто така во образованието. Отстранувањето на родовите норми од образованието е клучно за истото да се одвива под безбедни услови и исто така нашите ученици да бидат запознаени и да градат позитивни вредности, демократски вредности поврзани со родовата еднаквост и почитувањето на различностите на повеќе основи. Ќе споделам само делот на одите што ги имаме во истражувањето. Дури 36% од момчињата одговориле дека девојчињата би требало повеќе да се насочат да бидат добри мајки и сопруги отколку да тераат кариера. Истото го одговориле 21% од девојчињата. Таткото треба да има поголем авторитет од мајката во семејството. Ова го одговориле 41% од момчињата и 24% од девојчињата.
Во однос на насилството, дури 23% од момчињата ЛГБТИ биле малтретирани во училиштето наспроти 6% од хетеросексуалните момчиња. Понатаму имаме и други многу загрижувачки наоди, кои се однесуваат и на физичкото насилство, односно тепање, шутирање и шамари. Жртви на физичко насилство биле дури 29% од ЛГБТ момчињата, наспроти само 9% од хетеросексуалните момчиња. Може би оваа нееднаквост е најалармантна кога станува збор за на прашањето сериозно размислување за самоубиство. Дури 36% од ЛГБТ момчињата одговориле дека сериозно размислување за самоубиство, наспроти 6% од хетеросексуалните момчиња. Овие податоци само укажуваат дека имаме една алармантна состојба и токму ова се бројките кои што ни укажуваат кои се последиците од нееднаквоста и од неприфаќањето на родово различните и сексуално различните во нашето општество. Доколку се надоврзаме на тоа што претходно беше споменато во однос на учебниците, ние ќе сватиме дека нашиот образовен систем е комплетно трул, комплетно нерелевантен и не го гарантира правото на образование под еднакви услови на сите. Овие деца се учат по застарени содржини кои што не ги припремаат за живот во едно еднакво општество кое што треба да биде заснувано на почитувањето на човековите права. Апелираме за сериозни инвестиции во образованието. Апелираме образованието да се смета за многу сериозна сфера и во истото да се инвестира. Имаме комплетно застарени содржини, имаме неспремен кадар кој што нема соодветна поддршка за да се справи со овие ситуации и воедно го банализира и го минимизира насилството. Ја знаете онаа позната флоскула, нели деца се тоа си играат, тоа е нешто безопасно. Наставниците не ги препознаваат овие нееднаквости и при тоа не можат соодветно да одговорат и да ги поддржат жртвите. Со ова само праќаме порака дека различните во нашето општество се неприфатени, дека тие секогаш ќе живеат на маргините и дека нема да имаат еднакви шанси за успех и понатаму во животот, додека на насилството го одобруваме и овозможуваме истото постојано да се перпетуира. Досега ниту една власт не го има третирано образованието сериозно. Гледаме постојана смена на министри, неконзистентни политики во образованието и недостаток од инвестиции во овој сектор. Успешно образование, современо образование мора да се постигне со сериозни инвестиции и одвојување на буџет за подготовка на кадрот и образовната инфраструктура.